Сине, штом те укорувам, што и да правиш, те заштитувам. Остави гнев своја правда, желби очекувања, препушти се на мене, татко на љубовта. Не плаши се, остави се, не лути се, остави се, не грижи се, остави се, љубовта моја е лек за се. Не мисли се, остави се, препушти се во мене, не мудрувај, остави се, љубовта вечна во секое срце. Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, волјата Негова, царството Негово, името Негово, Исус Христос е тоа име. Тоа име треба да свети. Да биде волјата Твоја, не нашата волја, Неговата. Како на небото, така и на земјата. Слободно додајте, така и во моето срце, лебот наш насушен, тоа живо слово што не го излеваш, таа жива вода што треба да тече низ нашите утроби, да не оживее одвнатре со водна бања во словото. Дај ни го денес и простини ги долговите наши. Бараш да ти ги прости долговите, Исус во молитвата, нели? Но дали ти им ги прости, како што ние им ги простуваме на должниците наши, дали им ги простуваме и не воведувај, помогни ни да излеземе, избави не од лукавиот, да не влегуваме во искушение, зашто Твое е царството, силата, славата, волјата. Он ти дал живот, здив и се, ти си создание и не се вознесувај, возгордејувај, дека знаеш нешто, дека си спасен, дека исцелуваш, дека ти вака, ти така. Покажи понизност, понизете се пред Господа, пред Таткото и Тој ќе ве подигне. Дали ти живееш вистински во заедништво со Господ Исус Христос или само си зборуваш, си репетираш, си рецитираш, си порачуваш, покажуваш колку знаеш стихови, дали вистински живееш? Има ли место за тебе, Господе Исусе Христе? Има ли место во моето срце? Прашај се сами од себе си. Да не имаш тесно срце, наполнето со товари од овој свет. Пазете, немаш место, имаш мало, ти треба 200 квадрати срце да влезе, тој немаш место, наполнето е. Те сакам, Господи Исусе Христе. И сега одиме понатаму, кога сум слаб, апостол Павле, тогаш сум силен. Да видиме што е пишано. Кога не можам сам, со Тебе победувам. Татко Исусе, кога сум слеп во себе, гледам во Тебе. Кога сум глув во себе, слушам во Тебе. Кога не можам сам, победувам со Тебе, Господе Исусе Христе, можам се. Кога немам доволно љубов самиот, во Тебе преплавувам во вечната љубов, победувам во вечната љубов, со Тебе и во Тебе можам се. Ние имаме една песна, со Тебе можам се, Исусе Христосе, без мене не можете. Ти си ми се, тоа се го сакам во Тебе, се во Тебе оздравува, оживува, расте, се возгордејува, се возродува. Во Твојата слава се родив од вечната љубов
на мојот Отец Небесен, не се возгордеува, односно се возобновува. Гордоста е смртен грев. Горди сме на ова, на она. Не сум горд. Полн сум со љубовта. Се родив од вечната љубов на мојот Татко Небесен. Јас сум во тебе и ти си за навек во мене. Ето, тоа е христијанство. Еден дух, едно тело. Тешко се разбира ова. Има ли вистина место за Господ Исус Христос и Отецот во твоето срце? Кој ти лежи на срце? Што ти е на срцето? Што имаш на срцето? Родители, дом, сопруга, деца, имот, работа, своји желби, своја собственост, амбиции, желби, соништа мисли. Тоа се нешта кои те враќаат во светот. Брате и пријателе, за нив ќе направиш се. Би направил се за тоа што го сакаш во светот, но дали за Исус би направил ти нешто? Што би направил? Аврам се нарече пријател Божи, го однесе Исак да го жртвува синот кој го чекаше долго време, зашто знаеше дека таткото ќе го воскресне. Тој го дава и зема животот. Послуша. Мојсей што направи? Тргна на ветување, остави се. Тргна и напред, го однесе народот каде што треба. Дали ти му веруваш комплетно или си имаш своје сценарио, свој живот? Апостол Павле остави се. Стариот човек, беше ли тој учен во старомакедонска филозофија? Беше ли тој еврејски научен? Беше ли службеник, ги гонеше христијаните? Се остави, падна од конјот, ослепе. Дали ти падна од конјот и ослепе? Не, ти јаваш се уште на твојот конј. Имаш своји амбиции, своја волја. Павле, Савле беше Савле, значи голем, му дадоа име Павле, што значи дете, дете на Таткото Небесен. Тоа е тој однос бе кој не можеш ништо да направиш. Дете да бидеш. Дете на Татко Небесен. Исус го обвинува, овој Господ го нарекува свој татко. И тие се уште велат Господи, Господи, и нели не сите што велат Господи, Господи, ќе влезат, не ве познавам. Ти зборуваш за непознат Господ. Не го познаваш, некој Господ има таму. Сите велат Господ, будистите, муслиманите. Јеховините сведоци велат исто така Господ. Ние зборуваме за татко. Татко, дали мене ми е тој роднина и живее во моето срце? Нели, дали има место за Господ Исус Христос во срцево? Пазете, чие е моево срце? Кој ми лежи на срце? Пак таа песна која е страшна, само проклонувачка во македонската култура, народна. На срце ми лежи, мила мамо, една лута змија, но е точно, тебе ти лежи сатаната, сатанскиот свет. Го љубиш светот, тоа е целиот проблем. Чие е твоето срце? Кој ми лежи на срце? За кого ми чука срцево? Суштинското прашање е, можеш ли ти сам да направиш да ти чука срцето? Не. Кој прави да ти чука срцето? Кој работи срцето додека работи да си здрав, исправен во силата на љубовта? Ние гледаме луѓе во подминати години. Видете, Христов војник не старе. Јас сум роден на земја, сум се овоплотил 63-та година. Сега денеска ќе наполнам 62 години. Јас ви велам дека Христов војник не старе, но луѓето кои стареат, срцето им ослабува, не можеш да диши, не можеш да работи. Како е да се биде една љубов со Исус? Знаеш ли кој прави да ти работи срцето? Кој љуби, цитат, татко, мајка, повеќе од мене, од Исус? Не е достоен за мене. Седајте сонцето студи, татко, загреме со опламенот на љубовта. Не е достоен за мене. И кој љуби син или керка повеќе од мене, не е достоен за мене. Матеј 10:37. Овие стихови се зачудувачки. Кога ти немаш доволно дух, кога не разбираш, телесен човек. Како сега јас да се откажам? Па видете, кога ќе разберете дека ние овде сме привремено, дека горе има Царство Божие, овде треба да ги љубиме сите, но не можеш да ги љубиш сите ако не примаш љубов, ако не си во еден дух со Таткото Небесен Исус Христос. Немаш доволно љубов ни за своите. Исус вели дека во Словото живее во мене, дека Словото треба да живее во мене, во тебе.
освен ако не си достоен, не достојуваш. Едноставно се фрла словото, сатаната ти го краде од срцето со грижите на овој свет. Се суши, не остануваш во словото и Исус не останува во тебе. Не останува, треба да останеш во Него. Покрај се, нешто сака да те оттргне, да останеш во Неговите слова, не во своите идеи. Да бидеш Негов ученик, претходно треба да прифатиш да бидеш дете пред таткото. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Имаш ли место во твоето срце за Господ Исус Христос? Или ти е тесно, вели, во срцата ваши, тесно ви е во срцата ваши, тврдо, закоравено срце, студено срце или празно срце без Исус, полно со светот, со нешто што е минливо. Видливото во овој свет е минливо, невидливото духовното е вечно. Без Исус си, без Него, најчесто сатаната те одвлекува од заедницата преку близок роднина. Ти вели напушти таму, ти брани да доаѓаш, те уценува, ќе ти ги земам децата, ќе те оставам, ќе ти направам ова, те соблазнува и заради телесното роднинство кое е минливо, горе имаме вечно роднинство, татко и деца и ангели на небесата. Го оставаш Исус, гинеш и ти и роднината, наместо да останеш, да го оставиш за кратко роднината, да пробаш да го извлечеш. Ова често им го зборувам. Имаме многу ситуации каде што мајка, татко, брат, сестра, деца те оттргнуваат од Исус. Тоа е сатаната во нив лично. Не треба да љубиш никого повеќе од Господ Исус Христос. Еве стихови. Тогаш кога ќе примиш дух, ќе го разбереш што без дух ти немаш доволно сила. Не си еден дух. Ти си живееш по својата волја, по своето царство, по својата сила. Си извршуваш своји задачи, своји зацртани работи. Кој не го земе крстот свој, а што всушност ти земаш крстот свој? Па тоа што направи Исус, се откажа од себе си, се раздаде себе си за браќата. Тоа е таа суштина. И не оди по мене, не е достоен за мене, Матеј 10:38. Дали ти одиш по Исус или по себе си? По светот одиш. Како прави светот, правиш и ти. Светот влегува во вода, светот јаде лепи, вино воде, светот вапца, јајца вапца, светот рипа, по крстот рипаш и ти. По кого одиш ти? Треба да се вратиш на стиховите. Исус живее во мене, во тебе, освен ако не си достоен, да му дозволиш да живее во твоето срце, да се оставиш стариот ти на крстот и да се прекрстиш, да ја примиш жртвата, да се крстиш со крштението на Исус, да умреш стариот човек. Тогаш ја прифаќаш жртвата, крстот, од тихо свој собствен во тихо Исусов, да му го дадеш срцето. Ете, тоа е или зафатено е срцето, веќе си го дал на другаго, тесно ти е, си му го дал на друго, кој си го чува животот свој, ќе го загуби. Кој ќе го загуби животот свој заради мене, заради Исус, ќе го најде. Матеј 10:39. Не, јас имам свој живот, јас ќе си кажам. Од тука почнува Исусов син, човек, тихо, и завршува стариот себе собствен. Дали живееш ти за Исус или за себе си? Или си автокефален? Тихо, не сум, му припаѓам на Исус, собствено сум на Исус. Кога ќе дојдам во конфликт, им велам, јас му служам на Исус, собствено сум на Таткото Небесен Исус Христос, не прави проблеми, нема да можам понатаму да ти помогнам. Знаете, стануваш борец против Бога. Те молам да изгрее сонце, татко, зашто не земав јакна, мислев пролете, а сега е јануари. 20 и некој. Еве стихови. И непријатели на човека ќе бидат неговите домашни. Матеј 10:36. Тоа се демони и твои роднини и внатрешни чувства кои се материјални чувства на демони и мисли и желби. Тие те враќаат во старата, падната, смртна природа, те држат заробен во светот. Еве стихови. И ќе бидете намразени од сите заради моето име. Името е Исус Христос. Но кој претрпи до крај, ќе биде спасен.
10:22, тој вика во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Тоа е кажано дека во името на Отецот действуваш секогаш. Синот е Исус Христос, тоа е името, и Светиот Дух духовно се движиш и действуваш, те води нивниот дух. Затоа вика во името Исусово. Заради името Исусово, побарате во мое име од Таткото Небесен. Не барајте во друго име, до крај, да претрпиш. Еве уште. Значи да останеш. А ти вели спасен сум, крстен сум, направив ова. Јас сум христијанин. Да го речеш тоа. Треба јас да видам дека вистински си за Исус. Ти тогаш 24 часа постојано работиш за Него, зборуваш за Него, му служиш. Секој што ќе ме признае мене пред луѓето, тука е тој прв проблем, се срамиш. Ќе го признаам и јас него пред мојот Отец кој е на небесата, 10:32. И ние имавме неколку не сведочи, делумно сведочи, се плаши заради нешто. Дури едно семејство напушти заради некој однос кон таткото. Можеа да речат не можеме сега за сега. Немаше да ги туркаме. Али тој се однесува гордо како да е тука, а не си ја завршил задачата. Значи не си го положил испитот, а велиш дека си втора година кај Исус Христос на факултетот на љубовта. Па не си го положил испитот на сведоштвото. Словото на твоето сведоштво со крвта на јагнето не можеш да победиш. Значи што признаваш ти? Што му признаваш, нели? На Исус пред светот? Па вист, власт, сила, царство, волја, името над секое име. Исус го признаваш, не славете никого друг, ве лаже сатаната. Затоа не оди ова цела заедница, македонската народна култура. Не оди, човеку, славите се и се што си живеете во античка и неолитска Македонија. Што признаваш ти? Значи му признаваш, дали јавно признавам од срце, се радувам дека сум на Исус. Пази, од срце, па ти треба да се радуваш Исус Христос е. Пази, јас не сум од овој свет, јас чекам да си заминам горе од Царството Божие. Овој свет ќе замине, крајот е веќе. А кој ќе се одрече од мене пред те сакам Господи Исусе Христе, пред луѓето, пред светот, пред роднини, и јас ќе се одречам од него пред мојот Отец кој е на небесата, 10:33. Значи ти се одрекуваш од Исус пратишно и Исус се одрекува од тебе. Тоа е поврзано. Да се одречеш од себе треба. Од себе, од тихо стариот, не од него. Ако се одречеш од Исус, нема место во твоето срце за него. Ти си бесилен, пропаѓаш човек. Друг ти лежи на срце, немаш место во срцето за Исус, а тој вели во Исаија и после во Новиот Завет, со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелам. Во свет целив, значи немаш да имаш свет целив, во 30 место во срцето на Исус, во 34 стих ни носи меч на духот. Тоа е живото слово, од устата му излегуваше меч, ако се сеќавате на Исус. Не мир со сатанскиот свет. Нема мир со сатаната. Разделба со материјалниот грешен свет. Тоа е мечот на духот. Разделува човек од татка си, керка од мајка си, снаа од свекрвата неизина. Значи тие што се во сатанскиот свет ги оставаш кратко време, се молиш да ги привлечеш, се одрекува неговиот Исусовиот од ѓаволскиот свет, кој сака да те сничкоса, да те уништи. Без сила на духот тешко ова христијаните го разбираат, да се откажеш ти, а камоли да го применуваат. Тоа значи дека Господ Исус Христос не им живее во срцето, да ти даде сила, го примија, на сите што го примија во срцето им даде сила во Јован, да станат синови Божји. Кој ве прима вас, посредник, некој што ти зборува, мене ме прима, кој ме прима мене, го прима оној кој што ме пратил, таткото. Значи тоа е целата суштина, треба да примиш први некој посредник. Најчесто ќе дојдат луѓе, еве сега имам еден од Европска заедница, дојде, беше во пораз, дојде и веднаш почнува да поучува, цитира, наместо да се моли, рецитира. Тоа го гледаш тој протестантски возгорден дух. Не, синко, ти мораш првин да примиш. Што да примиш? Па посредникот да го слушнеш тоа што го зборува, да избришеш сето тоа што си учел погрешно доктринарно учење.
O Isuse, te sakam, зборува за прашање, примање во срцето. Знаете, а што да примиш ти ако немаш место, преполнето ти е срцето, деца, роднини, браќа, сестри, нели, состојби од паднатиот свет кој те врзува. Има ли место, Господи Исусе Христе, прашај се самиот за тебе во моето срце. Твоето срце, кој ти лежи на срцето, е прашање на живот и смрт. Дали постапуваш според светот заради брат, сестра, мајка, татко, внуци, деца? Или чекориш за Исус? Ти си еден дух, едно срце, една љубов со Него. Дали ја исполнуваш својата волја или Неговата волја, е прашање на живот и смрт. Дали царството, силата, славата, волјата, љубовта е Негова или твоја? Имам јас мој живот. Имаш еден предходен сега е епископ. Песни слегува тогаш кога се молевме ние преку Манде, секако. Денеска ние имаме 100 песни, слава ти Господи Исусе Христе. Мои се песните, велиш. Му викам, не се твои, човек, на Исусе. Не мои се песните. Гледате дека тука е крив дух. Не си го заслужил тоа прашање на момент кој ќе мора да платиш. Па, например, за песните, што тврдеш дека се твои. Крвта ваша на главите ваши, на тецата ваши, бидејќи гревот на непокајаниот грешник го наследуваат децата. Ти благодарам, татко, во името Исусово, што ги изливаш овие живи слова, што ги изливаш и овие слова кои се поуки твои во духот. Значи, тој те учи, не човечко учење. Тие прават и академии, учиш, например, за Господ. Замислете како што прави светот, така прават и тие. Не треба да научите како да го примите Исус во срцето вистински. Духот да зборува. Овие текстови слегуваат, јас не ги пишувам од себе. Слегува еден текст за молитвата. Како да се молиш? Зошто се молиш? Кому му се молиш? Важни прашања. Дали се молиш ти вистински? Ти вика, молитвата е разговор и ти си разговараш. Слушај, Господе, не. Застани како синот пред таткото кој вели, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Те сакам, Господе Исусе Христе. Во името на Господ Исус Христос ја враќам Македонија во собственост Исусова. Себе си заедницата молитвена војска сотрудници во твоја собственост, радиото Свети Дух Македонија. Се мое е твое, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово, не враќај се повеќе. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Бегај од заедницата сотрудници, Сатано, и не враќај се повеќе од земјата до небесата, и денеска и довека. Ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, сатаната, демоните, болките, болестите, страдањата, над секое зло во моето срце, во заедницата сотрудници во македонска земја и насекаде. Амин до Царството Божјо. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, и жива вода Исусова да протече во твоето срце, за да разбереш што е живење по дух, а не по тело. За да бидеш вистински Негов Исусов сотрудник, да работиш за Царството Божјо, воден од Духот, роден од Духот, прочистен од Духот, измиен со крвта Исусова, дали го прифати гревот, умрен стариот човек, богороден, не во Богородица, во Таткото Небесен. Амин. Вие што мислите, кој сум јас? Ти си Христос, Петар му рече, син на живиот Бог. Блажен си ти, тело и крв не ти открија, Духот на Отецот небесен, вечниот Татко наш. Слава тебе, Господе, слава тебе, Татко
to srce. Aleluja, Isuse, obleči me u ljubav večna. Aleluja, Tatko moj, se vraćam pak vodom tvoj. Na toj kamen, na ta vera, ke ja izgradam, moja ta crkva i vrati pekolni, neke ja dostigna. Ne za satanata, ne za smrta, ne za stradanija, da za Isusa Hrista živio Bog, spasitelj od nas. Slava Tebe, Gospode, slava Tebe, Tatko moj, slava Tebe, Isuse, za silnoga vo moje to srce. Aleluja, Isuse, obleči me u ljubav večna. Aleluja, Tatko moj, se vraćam pak po domu tvoj. Te ljubi me, Gospodi Isuse Hriste. Ne ludi se, sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, Tatko na ljubav da. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubav ta moja, eleza se, ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo se koje srce.